Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор Зоран Ѓоргиев, денеска во Кочани бија во посета на семејството Грозданови, на кое му доделија социјален стан од страна на Комисијата за стамбени прашања при владата. При посетата министерот Бочварски потенцираше дека откако бил запознаен со случајот на семејството Грозданови, пристапил кон обезбедување на целосна документација од страна на надлежните служби, владата и преку Комисијата за стамбени прашања, зашто е одлучено на семејството да му биде доделен социјален стан, со што му се обезбедува пристојно живеалиште. Особено ми е драго што имав можност да учествувам како председател на Комисијата за стамбени прашања на владата во разрешување на една неправда која што наши граѓани, сограѓани имале во текот на своите животи. Во многу ситуации сме излегувале во пресрет и сме помагале на сите оние граѓани на кои што им е најпотребно. И секако морам да истакнам дека после добивањето на информацијата од страна на мојот кабинет и од страна на една телевизија во која што беше емитувана емисија за Даниел, за неговото семејство со 4 дечиња и заедно со неговата сопруга, навистина пристапивме брзо во разрешување на оваа ситуација и некаде во месец јануари беше доделен станот од Комисијата за стамбени прашања при влада на ова семејство на кое што навистина во овој момент е потребно да се излезе во пресрет и секако да се подаде рака. Подавањето рака е секогаш потребно. Ние сме социјална држава во која што јас секогаш верувам во вредностите на навистина подавање рака во насока на обезбедување на кров над глава на семејствата на кои што им е најпотребно и секако посакувам семејството на Даниел да ужива во подобрите услови во кои што ќе можат да имаат да ги остваруваат своите стамбени прашања и од тој аспект можам да истакнам дека навистина сите институции кои што беа вклучени во ова, јас би рекол, акција заедно со и Црвен крст, заедно со секако и новинарите кои што ја направија таа сторија, ни помогнаа да брзо реагираме и секако да овие граѓани на кои што им е потребно да гледаат партнер во владата, да гледаат партнер во институциите и да знаат дека институциите се овде за да им помогнат пред се на граѓаните. Така што ние разговаравме денеска со Даниел, ние стоиме на располагање да помогнеме секако во доменот на нашите надлежности, но и секако лично да помогнеме секој од нас во насока да ова 6-члено семејство има подобри услови за живот. Секако овде локацијата е во градот каде што ќе се олесни и живењето и децата на Даниел секако ќе можат непречено редовно да посетуваат училиште и градинка, така што сметам дека ова е една заедничка акција на општеството со кое што овозможивме на ова семејство да го реши своето стамбено прашање. И можеби ова е само еден решен проблем на владата, но ова е едно многу значајно прашање и решавање на најголемиот проблем кој што го имало семејството Грозданови. Инаку семејството Грозданови брои 6 члена, од кои 4 се малолетни деца. Голема благодарност до министерот и до директорот што ми овозможија да се сместам во социјалната зграда, во една стара куќа од прадедом. Не сме се уште, па да се надеваме за 5-6 дена да се преселим. Директорот на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Зоран Ѓоргиев истакна дека станови со површина од 50 на квадратни метри, со што им се овозможуваат соодветни услови за живење на младото семејство. Денес со министерот Бочварски сме во посета на семејството Грозданови. По објавувањето на сторијата за ова семејство, ние како акционерско друштво стапивме одма во тесна соработка со комисијата и со Центарот за социјални работи, стапивме одма во прибирање на документите и помагање на ова семејство за што поскоро да добија кров на својата глава. Тоа го успеавме пред само 2 месеци. Ова семејство доби собствен стан, во кој стан ќе продолжи да живеат и да функционират онака како што доликува на секое македонско семејство. Со тоа докажавме и дека
Основната дејност на нашата фирма и приоритет е грижа на сите социјални рандливи категории. Георгиев додаде дека во завршна фаза се и проектите за изградба на нови социјални згради во Прилеп и Штип.